Мајко, кажи да не сакаш нешто, да каснеш, да се напиеш. Не. Кажи. Само сакам... Кажи, мајко, што сакаш? Ако сакаш нешто за јадење да донесам. Барем малку од млекцево да се напиеш. Ако сакаш касни нешто, напи се. Може и да ти олесни. Мајко, да не сакаш малку водичка? А? Дај тро водичка, Салаби. Не, сакам... Сакам... Што сакаш, бе? Не сакам ништо, деца. Ништо. Отиде мојот живот. Остана таму некаде. Зад мене. Сега сакам само едно. Да си отидам горе кај Дедо Боже. Да ми олесни и мене. А и вам, деца, да ви олеснам. Доста, мајко. Доста со тоа умирање. Ке си поживееш ти уште. Немој мори, мајко. Не зборувај така. Ајде, татко не остави без време, зар и ти сега ќе не оставиш? Ајде, стани и не давај душа Богу. Татко ти без време. Ама јас со време, деца. Ми дојде денот. И немојте да ме жалите. Немојте. Си живеев, си поживеев. Убаво ми беше со вас. Ме гледавте. А и вие убаво да си живеете. Како досега со овие убави невести. Лошо до сега немавте. И од сега да немате лошо, деца. Ајде, доста. Доста, мајко. Не зборувај така, мајко. Сакам да ви кажам, таткови, а и моја аманет е. И таткови така рече. Парите се во горната ливада, под големото дрво. Пет чекори од дрвото. До каменот. Кај каменот. Кога ќе ме испратите? Да го ископате? И парите да ги поделите? Татко ти рече. Помалиот да земе. Што да земам, мајко? Помалиот да земе. Што да земе? Да земе. Колку да земам? Прости. Убава си, Деленче. Доста се гледаше. Не можам да ја наместам шамијата.
Може би прерано ги извадивме црните шами, ама Доста веќе беше носење црнина. Еве, веќе се ближи година. кога сме веќе кај годината. Мислата се ми оди на она грнето во ливадата. Во мажеве мисла да го откопуваат? И ја баш за тоа сакам да позборуваме малку. Знам, те видов како се врткаш околу мене. Па, што да правиме? Да им речеме? Зошто да не? Мајка не рече да помине година, рече кога ќе ја испратиме. А тоа одамна беше. Па си реков, да му кажам јас на оној мојон Денко да појде на нива, да го откопа грнето и да го донесе. А? Што велиш? Ама не е ред тој да го носи? Како не е ред? Па тој е постар, така е редот. Не. Токму заради тоа што е постар, не е ред тој да оди. Јосе е помал и ред е тој да отиде и да го откопа. А освен тоа и знае каде се нивите. Твојот не знам дали ќе се снајде да ја најде ливадата. Па не дека е многу по работата, ама која нива каде е, тоа го знае. Добро, а зошто се расправаме за работа која не е наша работа? Ете ти сега, не е наша работа. Добро, нели прва зборуваше за грнето, прва рече дека мажот ти треба да го донесе грнето, така ли беше? Ти ја треба многу брзо забораваш. Ти прва почна да зборуваш за грнето и за откопувањето и за тоа дека Денко твој требал прв да оди да го откопа грнето. Така реков? Така рече. О, па баш убаво сум рекла. Ти реди си го редот како што сакаш, а јас ќе одам на мојот да му кажам. Ако е за така, и јас имам со кого да се размерам. Тука си, а? Аман бре човеко, и на празник работиш? Те барав. Арноде, што толку сум ти затребал? Фала му на Бога што има празници. Па да поседиш и дома малку. Инаку на делника од утро до вечер те нема. Работиш. Стига ли ба? Многу си се нажалила нешто за мене, а? Многу жал ти паднало во последно време. Ама, како те гледам вака што ми вртиш одоколу, галиба си наумила нешто, а? И ајде да кажи што имаш да кажеш. Господе Боже, значи човек збор да не каже. Сум го жалела. Да ти кажам право, понекогаш и те жалам. Се оттепуваш човек од работа од утро до вечер. А за брат ти, секој ден е празник. Абе, пак ли за таа работа, а? Жено мори, остај ги луѓето на рад. Ај гледај си ја твојата работа. И Јана истото ми го кажа. Не дава збор да се каже за брат ти. А мори, жено Божја, остај ги луѓето на рад да си ја гледаат работата како што си сакаат и како што си знаат. Лели се деливме, лели сме башка. Секој за себе си ја брка работата, а и јас ако работам, за нас си работам. Делени сме, ама не сме делени. Добро, на грнето го заборавивте? Нели треба да се ископа и да се подели? Тоа ли било работата, море жено? Ами ти така кажи ми веднаш, што туку ми вртиш како некоја мачка со опашка. Не вртам јас ништо и никого. Само Јана многу ме налути. Рече ти брат ти требал да го откопа, а не ти. А зошто па брат ми? Види ја ти неа брат ми да го откопа грнето. Јас истото и го кажав. Зошто тој да го откопа? Постар бил. Голема работа дека е пастар. Па шо? Јас цело време јас еве акам, работам по дрва, по шума, по нива, по дуќан, а тој цело време книгиче. Тој да го откопа. Таа работа ќе ја видиме. Абе тие галиба забораиле што кажа мајка на смртна постела, а? И тоа кога ќе се откопа тоа грнето, а? Треба да се види колку има, што има. Абе, ајде да почекаме. Да почекаме да размислам малку. Размисли. Уште малку година ќе ја вадиме на мајка. Знам дека ви е тешко, ама треба тоа грне да се откопа и да се види што има, колку има. Арно велиш. Ами и да чекаме уште година, мајка нема да ја вратиме. Доди ми да го откопаме богатството.
Ајде одиме сега да се собериме као луѓе и да видиме како, што ќе правиме, што ќе чиниме со оваа работа, а? Прави, како знаеш. Ама тој да не го откопува грнето. И 3 дена да стојам до тебе, нема да ме видиш, ниту да ме слушнеш што сакам и што барам. Така ли е? А? Што сакаш, Бежино? Сакам да ги отвориш очите и ушите, да видиш и да чуеш што сака онаа Ленче и што прави брат ти. Ето тоа сакам. Што ти е, Бежино? Што ти е? Колку што знам, си ја гледаат својата работа. До сега од нив ништо лошо немаме видено, така? До сега не немаат ништо лошо направено, ама допрва ќе видиме. Пред малку отидов кај Ленче. И знаеш кај ја најдов? Пред огледалото. Да. И што? Епа, си зборувавме. Си зборувавме дека ете дошло време да го откопаме грнето. Нели мајка така ни рече, да го откопаме па да го земеме. Тоа. Аха. А зошто ти и Ленче сте зборувале за грнето, а? Како што има ние две? Па вие заборавивте, ете тоа е работата. И кога и кажав дека ти како постар брат треба да отидеш да го откопаш грнето и да го донесеш, леле, очите ќе ми ги извадеше, човек, очите ќе ми ги извадеше. Кога почна да зборува дека ти ништо не си работел, дека никогаш не си бил на нива, леле, што да ти кажува? И дека тие требале да ги земат парите, не ти. Не е ваша работа да зборувате за грнето. Ја и брат ми ќе си го поделиме грнето. Се што е во грнето ќе го поделиме на пола, како што правевме и досега. На половина? А, таа работа не може. Не може на половина. Ти си постар брат и ти треба поиќе да земеш од парите, разбра? Доста, бе, доста. Ајде, не ме нервирај. Ајде, ќе одиме кај брат ми и таму ќе се договориме за се. Да ти кажам, ако таа си мисли дека сите пари оди кај тие ќе ги земат, ама не знам што ќе направам. Почекај да ти кажам нешто. Почекај. Многу застуда денеска. Требаше внатре да си го пиеме кафето. Како да не застудело? Убаво си е времето. Застуда. Студено, не студено, да си кажеме зошто се собравме овдека. Еве, помина време како ја испративме мајка и се си мисламо ти е ред да одиме и да го откопаме тоа грнето. Еве јас, како помал брат, јас ке се помачам. Ќе одам и ќе ја завршам таа работа. Ти, бате, не мачи се. Ете ти реков. Тој да го откопал грнето. Зошто бре пак ти? Да бе, брат. Зошто ти да го откопаш? Па ви кажа. Ти си постар, тој е помал. Тој ќе појде, ти да не се мачиш. Ај се мислам дали ќе ја најдеш Нивана. Ја слушаш ли? Ја слушаш ли? Ти реков дека сакаат сите пари да ги земат за себе. Демек, ти ништо не си работел, не си знаел каде е нивата, а тој па се отепал од работа. И сега сака сите пари да ги земе за него. Да не е така. Ленче, ти престани. Слушајте. Абе, зошто се расправаме за работа што уште ја немаме почнато? Еве, и двајцата ќе појдеме кај нивата, и двајцата ќе откопаме богатството, а? Така е, брат. Зошто? Што било ова празни муавети правење? Да појдеме и да го откопаме. Тоа е убаво, ама не рековме кој колку ќе земе од парите. Јано мори, таа е многу лесна работа и јасна. Еве, јас сум помал брат и јасно е дека јас ќе земам поголем дел од богатството, ти да не заборавиме. Мајка на смртна постела убаво рече,
помалиот брат да земе поголем дел од златото. Не, брат. Мајка рече помалиот да земе. Не рече ни повеќе, ни помалку. Така. А вас се од луда мара да не ви дојде умот. Зошто да не земе? Зошто да не? Кој не е прибран? Да, Кој е цел да Арно понивите? знаеше, Убаво си помалиот рече брат мајка. дека цело време брат оди по нивите Ете да така. земе. Кој оди по нивите? Кој се мачи? Кој оди по нивите? Кој се мачи? Помалиот брат. Доста джавкате ме! Како не ви е срам? Да се засрамите. Еве вака ќе направиме. На нероден Петко капа му кроите. Ќе појдеме, ќе го откопаме златото и после за се ќе се договориме. Бива ли така? Така е, бате, така е. Ај, да стануваме сега, ќе одиме, јас ќе земам копачот, ти зема лопатата и сетне, ќе видиме што ќе правиме. Ако знаеш што е лопата. Абе, ти... Ама знаеш што е книга? Абе, ајде бе да стануваме, ајде. А вие, молки, тука чекајте не, ние ќе завршиме. Не. Сам не те пуштам. Јас ќе одам. Фокуса нема да останам. Без мене нема да мртнете никак. Ова е ливадата, еве го и дрвото. Камено, рече под камено. Леле, брате, полека. Рече на 5 чекори од дрвото. Е, тој камен ќе да е. Ете, и како ниша не ставе. Полека, бре, Денко. Не бе, тргнете се, бе. Еј. Него, стој! Што? Стој, брате, пушти го грнето. Што е, бе? Немој го гимнал некој. Ова грне јас ќе го носам. Зошто ти, брате, зошто јас да не го носам, а? Немој си го гимнал грнево. Додека не се договориме кој колку ќе земе, ова грне јас ќе го носам. Бе, брате, бе, што има да се договараме? Ке си го поделиме напола како до сега што правевме братски, така? Не така. Што? Треба прво да се исполни желбата на мајка. Мајка рече, помалиот да земе повеќе. А, не. Мајка рече помалиот помалку да земе. Така рече, да знаеш. Мајка рече да земе, ни повеќе, ни помалку, не знаеме што кажа. Дај да се договориме како луѓе, не да не се расправаме, ке не чуе светот, ке се смее. Кој ќе не чуе, бе? Нека не чујат, бе, сите нека не чујат и нека разберат. Бре, сите нека не чујат. И кој да не чуе, Арно ќе ти каже, оти јас треба поголем дел од грнево да земам. Мајка Оти рече... ти, остај што рече мајка. Јас Мајка читам, рече јас да работев земе. рмба по ливадите, по лозието, по дуќаните, а ти цело Така време е. се џареше во облаци, во бе, небо, брате, во јас ги читаше таму. Јас ли сум крив ти што си работел по нивите? Мајка рече да земе, ни повеќе, ни помалку. Од кај да знаеме што рекла мајка? Кој да земе повеќе, ако не може да се договориме, вака да направиме. Да појдеме кај кадијата и тој да пресече. Колку да земеме?
Дали ти треба да земеш повеќе, помалку, тој ќе пресечи. Може така? Да одиме кај Ајде, кадијата. да одиме. Кај кадијата. Ајде, ајде. И вие за оваа работа дојдовте кај мене, а? Јас да ви пресудам. Ќе ви пресудам. Тоа ми е работа. Сега вака ќе направиме. Пари веќе ги поделиме на две купчиња. Еве, едното купче ќе биде за постариот брат, а ова купче ќе биде за помалиот брат. Таму, каде што ќе бидат повеќе, тој дел разликата ќе си го земам јас. Сетеки јас треба да наплатам за својата работа. Бива? Бива кади, ама вака не бива. Сега, видиш, брат ми има повеќе, јас имам помалку. Како бре повеќе? Не ми повеќе. се верува. Мене исти ми личи. Не, брат ми има повеќе. Ајде тогаш вака да направиме. Јас тоа што е повеќе да го земам. Еве ќе го ставиме настрана овдека за мене. Па да видиме сега дали се еднакво. Сега кадио, таму има повеќе. Кај брат ми. Сега вака ќе земеме од ова. Па и овие ќе бидат за мене. Сега јас мислам дека се подеднакво. Кадио, не бива вака сега. Сега јас имам помалку, а брат ми има повеќе пари. Брат ти појќе има? Повеќе се. Ајде вака ќе направиме што ми е појќе овие вака ќе ги земиме на страна. Така. Ај сега да видиме. Сега каде се повеќе? Сега тамам. Кадио сега пак кај брат ми има повеќе. Повеќе. Ајде да отидеме за мене. Ајде сега да видиме колку има. Кадио, како тамам, сега од кога зеде кај мене, пак брат ми има повеќе пари од мене. Така. Ај сега да видиме. Сега каде се повеќе? Сега тамам. Како таман, веде ти колку имаш, јас колку малку имам. Таму има повеќе. Каде повеќе? Ајде да видиме. Еве го тоа што е повеќе. Еве го ќе го тргниме на страна. Ајде сега да видиме дали се подеднакво. Како подеднакво? Кадио, која сега баш брат ми има повеќе од мене. Овој повеќе има. Ќе? Ајде овие да ги тргниме да видиме. Сега кадио, јас немам ништо. Брат ми има пари. И неговите ќе ги земиме. Што ме гледате? Сега ќе се одите дома. И да не се чудите што ми има повеќе кај него, и овие пари ќе останат за мене. Не за џабе народот рекол, волкот е дебел во вратот, затоа што сам си ја врши работата. Сам ги коли овците. Еј, стоп, застанете. Најдете вам. Ова ви го направив за да ви покажам дека парите не треба како брајке да ви го матат умот. Вие видовте еден куп азно, избудаливте. Почнавте да барате суди. А не ви треба судија, требаше само вие да си ги поделите. Што мислевте вие? Дека едниот треба повеќе да земе, другиот помалку да земе? Сега вака ќе направим. Јас овој дел ќе си го земам за мене. А овие други пари
ќе земете сами, ќе си ги поделите. Братски и подеднакво. Арно велиш, Кадио. Ајде сега сами да ги поделите. Стој! Брате, не гибај ги парите. Јас ќе ги делам. Бе, брате, зошто ти да ги броиш? Еве, јас сум постар, јас ќе ги бројам. Што? Мајка Арно рече. Ма што има Мајка рече, немој си ги гибнал. Мајка рече помалиот. Помалиот. Помалиот ќе ги броиме. Стот не ги гибај. Јас ќе ги бројам. Јас ќе ги бројам, зошто па ти да ги броиш? Мајка Арно рече. Абе не гибај. Сега на ново треба да ја броиме. Ова едно тебе, абе не. На овие Абе на не ново им треба иде да умот. ова едно тебе. Има дели од овие пари за мене. Абе ти пак не разбираш. Ајде поново да ги делим.